Добро вечер, почитувани гледачи. Шпицата веќе не најави, следува најновото издание на емисијата Под лупа. Овој пат ќе разговараме на тема туризам, но една специфична дејност од туризмот, тоа е туристичките водичи, проблемите со кои се соочуваат и како се тоа е регулирано. Разговорот вечера со мене ќе ни помогне да го реализираме мојот гостин, Климент Наумов, кој што е председател на Сдруженијето на туристички водичи од Охрид, а Сдруженијето е наречено КЕј. Добро вечер, добре дојдовте и во емисијата Под лупа и во телевизијата Вама. Добро вечер, добро ве најдов и ви благодарам за поканата. Господин Наумов, како една појдомна точка и една провокација за реализација на овој вечерашен наш разговор е тоа што од неодамна имаме измени, значи во оној начин на полагање за добивање лиценца на туристички водич, малку се затегна работите и не може така лесно да се стане туристички водич. Од каде дојде до ваквата измена и што се тие измени всушност? Таа измена беше на иницијатива на Министерството за образование, но претходно инициирана од Сдруженијето на туристички водичи на Македонија, поради евентуалното, значи некои гласини се проширија дека не биле квалитетни туристичките водичи кои што произлегли од факултетите, дека била многу кратка програмата, дека не бил доволен материјалот за да се обезбеди квалитет. И сега новата програма има вклучено некои делови од светската историја, европската историја, европското законодавство, со цел да се приближи до земјите на Европската унија и до она што значи организирање на тој стручен испит за туристички водич, токму во некои земји на ЕУ, иако во доста голем број земји немаме институционална основа, односно воопшто и не се полага за туристички водич. Значи туристичкиот водич не е како некоја професија, туку како се третира во другите земји. Например, во Германија туристичкиот водич е не ниту признат како професија во националната номенклатура на дејности и сето тоа е ставено на приватниот сектор. Туристичките водичи и придружници произлегуваат од познатите туроператори, каде што се здобиваат со една добра пракса и добро се истренирани. Значи, сепак од тие земји, еве Германија, можам да ја посочам Холандија, имаме најдобро обучени туристички водичи. Може би и ова формула не е лоша, значи еве се покажала како добра, солидна и покажува резултати. Сме биле претходно во контакт со доста такви пратители, хостеси, тур лидери, туристички пратители, кои што според нивните кажувања поминале на обемна програма, тренинг месец во одредени дестинации. И дел од тие тренинзи, значи комуникативни способности, како да стапат во контакт, паметење имиња лица, значи некои финеси кои што не велам дека и кај нас не ги владееме ние како туристички водичи. Така е, сега сакам еве на самиот почеток од емисијата да направиме една разлика што е тоа туристички водич, а што е туристички придружник, бидејќи од неодамна мора да имаме и се воведе, значи мора задолжително да се има и на некои подолги дестинации, релации, да се има туристички придружник и многу често во јавноста се прави се поистоветува туристичкиот водич и туристичкиот придружник и се прави грешка со тоа, затоа што воопшто тоа не е нешто исто. Има голема разлика помеѓу професијата туристички водич и туристички придружник. Туристичкиот водич е лице кое што на своите гости, патници, туристи, им интерпретира дел од историјата, културата и
природното, културното наследство на нивниот јазик или јазикот кој што тие го одбрале. И при тоа има широки познавања, општи познавања на својата земја и место каде што живее и работи. А туристичкиот пратител е лице кое што е обучено да ги придружува своите гости на патувања во земјата и надвор рамките на домицилот, и при тоа има основни познавања. Сега тоа основни познавања и не мора да го прифатим, значи има добри познавања од историјата, културата, општеството, на земјите кои што ги посетуваат. Всушност, тој туристички придружник би требало на сите оние кои што патуваат, патувањето да им го направи поинтересно и посодржински. Да. Значи да му објаснува за време на целото патување, од каде поминува, што е нешто карактеристично за тоа место. Тој им дава општи информации, се грижи за нивниот престој, за превозот, има добри познавања од царинското работење, мора да информирам каква стока може да пренесат неговите гости преку граница, колку пари и така натака. И ги придружува до оној момент кога настапува на сила, односно кога се појавува локалниот туристички водич. Така. И сега малку имавме тука една нелогична ситуација и еве сакам токму овде да ја разјасниме, затоа што имаше едно мислење дека мора дека може да се носи туристички водич од странство кој што со турата која што доаѓа, еве претпоставка доаѓаат гости од Холандија со свој водич, а доаѓаат во Охрид. Сега тој водич да води турата и низ нашиот град, што малку е нелогично, или наш водич од Охрид да води тура во некоја странска држава. Затоа што рековме дека туристичкиот водич е лице кое што добро ја познава својата околина и дека тоа е всушност она кое што може да му ги даде сите вистински информации на гостите кои што доаѓаат. Значи, мислам дека овде, ако е тоа така, мислам дека, сигурна сум дека не е така, би станувало збор за голема импровизација. Да, во право сте, во тој поглед. Се станува збор за мешање на двата поими и неправење разлика помеѓу професијата туристички водич и туристички придружник. Секако холанѓаните кога доаѓаат со чартер летовите, те имаат тур лидер, тур менаџер кој што е стациониран тука за време на летната сезона. Понатаму би можеле да поразговараме и за мобилноста на трудот кога станува збор за земјите од Европската унија и членки и земјите кои што се кандидати за членки или оние кои што ја потпишале спогодбата за асоциација и со ЕУ. Во никој случај странец не може да биде туристички водич во друга држава. Иако, според европските закони, значи прифатена е на директива уште од 2003 година, каде што сите национални економии даваат дозвола на луѓе, работници од други национални економии да ја обавуваат истата дејност, доколку има прифаќање, имаме соодветствување на тие кадри во земјата каде што се упатиле, но тоа не важи за туристичките водичи. И со посебни со посебен закон е регулирано што е тоа, кој може да биде туристички водич. И во нашиот закон, во законодавството на Република Македонија, конкретно Закон за туризам, туристичка дејност, ќе го цитирам член 40, каде за давање услуга на туристички водич, туристичкиот водич мора да ги исполнува следниви услови: да е државјанин на Република Македонија и да има живеалиште на територијата на Република Македонија. Во Европската унија туристичкиот водич се смета за немобилна професија. Водичот е обучен, се здобил со право
да интерпретира историја, култура и природно наследство од своето место на живење. Може да биде градот каде што живее, регионот и државата. И никој не сме да му го скрати тоа право однадвор или да биде конкурентен. Значи холандјанецот не може да води тука, ниту германецот, ниту пак ние би можеле да водиме надвор од нашава држава, да изиграваме туристички водичи. Така, едно е туристички придружник, рековме, друго е туристички водич. Сега, во нашиот град има околу 120 туристички водичи, а на ниво на Македонија околу 500. Значи, вака една импозантна бројка и мислам дека овој број е доста голем за една територија како што е Македонија. Што мислите, дали имаме квантитет во однос на квалитет? Јас би рекол дека ова бројка произлегува од фактот дека живееме во едно кризно време и дека секој човек гледа некој начин да заработи за живот. Замислете се до 2005 година, например, кога јас полагав за водич, 2004-2005 година, бев 30 на регистарот на туристички водичи на град Охрид и при тоа моите колеги, постари колеги, ме погледнуваа со презир. Значи, бројката 30 во тоа време беше висока за градот Охрид. А сега имаме 120 и имам некои неофицијални информации дека уште 30 кои што го положиле тој стручен испит чекаат да бидат заведени во регистарот на општина Охрид. Како дојде до оваа бројка? Дали многу лесно се полагаше овој испит или интересот многу порасна? Законодавецот на Министерството за образование пропишал дека до овој момент, кога имаме промена на програмата, дека кандидатите кои што сакаат да се стекнат со правата да водат туристички групи на територијата на Република Македонија, треба да поминат една обука која што се состои од 7 предмети, конципирани во една книга од околу 300 страни. И верувајте, пошто сум еден дел од моето време сум ангажиран на факултетот за туризам, има случаи кои што се толку упорни, значи ќе паднат еднаш, два пати, три пати, повторно се враќаат, но професорот нема право да го одбие. Ако научил, мора да му се потпише и да оди понатака да го положи другиот испит и при тоа се стекне со уверение за туристички водич. Сега уверението е влез, значи дипломата како што е влез во секоја професија, мораме да имаме некоја диплома, но понатаму кариерата ја градиме секој за себе. И колку кој ќе се покаже и докаже, зависи од сопствениот ангажман. Исто и е случајот и со туристичките водичи. Колку од ова бројка се активни туристички водичи и како може, дали може да се измери на некој начин квалитетот, нивниот квалитет? Кој колку е квалитетен и колку се задоволни гостите? Во однос на активност, односно кој колку е активен, кој колку групи води, конкретно за градот Охрид, би можела зборува, од тие 120, кои што ќе биде 150 за скоро време, би рекол дека не повеќе од 35 се активни. Секако тука си постарите колеги, поискусните колеги кои што се стекнале со правото да водат уште од 80-тите години, кога легитимациите и уверенијата ги издаваше Туристичкиот сојуз на Македонија, кои што цело време укажуваат на тоа дека треба да се стави кочница веќе малку да се подобри квалитетот и условите за полагање на овој испит. И на крајот се смена и програмата. И сега се воведе и некои други предмети, не се учи само за Република Македонија, туку и за Европа, па и светската историја, култура и така натака.
и се воведува уште, значи, два моменти тука има. Јазик, бидејќи во законот никаде не стоеше дека туристичкиот водич треба да знае странски јазик. И тоа е голема грешка. Навистина голем пропуст. Голем пропуст. Имаме такви колеги кои што не знаат никакви А други имаат јазици, лиценца? освен мачиниот Да. јазик, а се здобиле со легитимација, не лиценца. Така да во наредниот период, значи кога ќе почне наредната сесија, водичи кандидатите ќе мора да се изјаснат на кој јазик би сакале да на крајот да го положат испитот. И на крајот ќе полагат практичен испит, една врста на симулација на водење туристи пред комисија која што ќе биде составена од еден член од факултетот, каде што се пријавил кандидатот да полага, од еден член е од Сдруженијето на туристички водичи на Македонија, како единствено тело, институција, невладина организација која што се здобила со правото за издавање на легитимации, и еден член е од Министерството за економија. Ме интересира на кој принцип се ангажираат туристичките водичи. Еве, рековме имаме голем број, но кој може и како бира кој водич ќе биде ангажиран за водење на некоја група? Не разјасниме уште нешто околу квалитетот. Како ќе знаеме кој е поквалитетен, кој е помалку квалитетен. Има една Европската федерација на асоциации на туристички водичи, значи на ниво на Европа, го дефинира туристичкиот водич како човек кој што е најзаслужен за развојот на туризмот во неговата домицилна држава. Оној линк помеѓу посетителите и впечатокот кој што тие ќе го добијат. Тој може да придонесе да повторно тие се вратат или воопшто да не се вратат. Нормално, ако не бил доволно спремен, подготвен и ако непрофесионално се однесува. Сега, во денешно време на комуникации, медиуми, интернет, веднаш за неколку часа вие ќе дознаете кој како си поминал, ставаат реакции на интернет, има разни сајтови каде што некого препорачуваат, некого кудат. Стигнуваат ли такви реакции до вашето апсолутно. здружение? Секој ден нашето здружение е во постојан контакт со агенциите. И ангажманот од туристичките водичи оди преку туристички агенции. Значи, тие нарачуваат услуга на туристички водич, а ние како здружение со своји членови кои што говорат неколку странски јазици, значи имаме водичи кои што познаваат еден, два или повеќе странски јазици и им одговараме на нивното Агенциите се тие кои што ви прашање. предочуваат кои туристички водичи Нормално, сакаат? тие, например, ќе побараат водич на холандски јазик, на германски јазик, па ние знаеме кого да пратиме, ќе кажат, видите, сега имаме Дали тука има појака тура, некаква мора- можност за нелојална конкуренција? Може би имате повеќе водичи кои што познават холандски јазик, на кој начин ќе одредите кого да го пратите? Не би можело да стане збор за нелојална конкуренција, бидејќи во наш интерес е сите наши водичи да бидат спремни во секое време. И оние што подоцна пристапиле кон нашето здружение се помлади, наша обврска е да придонесеме тие да се доизградат, а без нивно ангажирање никогаш нема да го Правите стигнат ли тој некаков баланс, степен. значи во Секако, ангажирањето секако. на водичите? Секако мора да има та циркулација, кружење и секој да биде соодветно ангажиран. Но некогаш, кога станува збор за некоја специфична тура, знаете една грста луѓе кои што одма ви текнува, ви доаѓа на памет дека добро за таа тура, тој ќе го ангажира за таа тура, тој Кој не ќе можете- заврши најдобро работата? Работата мора на најпрофесионален начин да биде завршена.
Имаше во минатото, сигурно тоа и до вас стигнало, многу критики кои што беа упатени токму на некои туристички водичи кои што непрофесионално си извршуваат својата дејност, затоа што ги скривува вистинските информации и податоци за било дали за некој локалитет, за некој настан и за некоја личност и така натаму, ги некако прилагодува на потребите на групата. Да. Ако беше група од Бугарија, ги прилагодува на нивните потреби. Ако беше од Грција, на нивните, од Србија, на нивните и така натаму. Значи, имаше такви случаи. Дали се уште се провлекуваат некои вакви несакани појави или се искоренија? Се уште се провлекуваат и јас би рекол дека Како може да се стави крај на тоа е Како уште да се уште полошо отколку кога би дозволиле некои странци да ни водат во нашата држава, во Охрид. Ајде, ним ќе им препишеме, можеби не се доинформирани, можеби не знаат. Граѓани на Република Македонија кој што ја добил можноста да го презентира својот град, да презентира својата држава и при тоа да не биде лојален кон истата, тоа треба да максимално да се казни. Сега проблемот е што инспекцијските служби не можат докрај да одговорат. Замислите, водичот води на грчки јазик. Можеме на грц да ги изброиме, на една рака можеме да ги изброиме туристичките водичи на грчки од Охрид па и од цела Македонија. Кој инспектор говори грчки јазик за да го слушне што зборува и при тоа да го санкционира. Значи ова е сепак оставено на некоја совест. Сепак мора подитно да се донесе тој најавуван, долго најавуван закон за Охрид и при тоа малку повеќе да се поработи на збогатување на инспекцијските служби со долги години ние во јавноста кажуваме дека би требало дел од инспекторите да бидат искусни туристички водичи, кои што ќе знаат точно што е вистина, што не е вистина и при тоа ќе укажат еднаш, два пати, ама тоа не може постојано да се повторува и да се провлекува. Може би е и невозможно со секоја тура да имаме и некој инспектор кој што ќе следи каква е. Добро, тоа се ад-хок проверки, ненадејно излегување, пресретнување на групата. Инспекторот не може, некаков страв кај не живееме во држава водичи дека можеби токму тогаш и нему ќе му се случи. Да. Така. Додека не проработи совеста и свеста кај некој од нив. Малку ќе ве одморам со една кратка пауза за реклами и потоа ќе зборуваме за се она што вам ви се случувало на терен, со што си имате вие соочено, затоа што долги години се занимавате со, хајде рековме, не е професија, дејност да ја наречеме туристички водичи. Продолжуваме каде што застанавме. Сакам само малку да се навратам, го споменавте законот за Охрид и вака ме заинтригира како и на кој начин ќе се решат некои проблеми кои што сега постојат во однос на туристичките водичи со овој закон на Охрид. Како тоа ќе биде регулирано? Што очекувате од овој закон? Доколку се слушне и нашето мислење како туристички водичи, Сдруженија туристички водичи, па понатака имаме плани да создадеме сојуз на Сдруженија на туристички водичи на Македонија, каде членка би било и нашето Сдружение, би алудирале, би се фокусирале точно на нашата професија и да ги заштитиме нашите колеги, охриѓани, туристички водичи кои што живеат, се родени на ова тло. Па така, ево, например, во Европска Унија пропишено дека националната економија, односно државата пропишува кој може да биде водич и ако земеме како пример, например, Франција. Во Франција имате локален водич кој што е специјализиран за одреден локалитет, односно за одредено туристичко место, град, Париз, например.
регионален и национален водич. Национален водич кој што може да води низ целата држава. Кај нас со стекнувањето на правото за бавење со оваа професија, со уверението и легитимацијата, ние добиваме право да водиме на целата територија. Значи не сте специализирани, Да. нема специализирани водичи на некој Замислите, конкретно место. например, водич од Струмица, струмичанец кој што во текот на својот живот го посетил Охрид 5 пати, или некој што воопшто не дошол во Охрид, имаме и такви случаи, да пласираат информации и да водат групи во Охрид. А Охрид е многу специфична материја. Така би сакале и ние како здружение да учествуваме при носењето на тој закон, односно формирањето и структурирањето на законот. Дали имате Па би ваква биле некоја би дале и иницијатива? некој предлог, на пример со одлука на советот на град Охрид, да се создаде една дополнителна програма каде што во општина Охрид би пристапувале нашите колеги, би го доположиле тој некој предвиден испит, кој што би бил доста комплексен, и да се стекнат со лиценца од локалната самоуправа за водење, значи како ексклузивни водичи во град Охрид. Како што имаме ексклузивни водичи во Дубровник, кои што се дубровчани. Тие тука се родени, буквално го знаат секој ќош како Да. диши. Дали има некаква формула за да едно лице биде добар туристички водич? Што треба се да поседува? Јас би рекол дека прво треба да сака да биде водич, да има желба, да има пиле, од се срце да сака и да сонува уште од мал, да се замислува себе си како води туристи. Секој оној кој што имаме секакви случаи, не би сакал да ги коментирам, значи во најголем дел пристапуваат кон оваа професија поради материјални средства и обезбедување некаква гола екзистенција. Ние инсистиравме во врска со плаќањето, например, се новата програма, беше една шанса преку цената да се точно да се изврши селекција, да се зголеми цената и нормално оној кој што сака, кој што навистина сака да стане водич, би платил и 2000 евра. Добро, може би тоа и не е најдоброто решение, затоа што може некој многу да сака да нема можност да плати. Има секакви модуси. Затоа, например, нашето здружение во соработка со Факултетот за туризам и гостителство уште од 2008 година организираше неколку и Норвешката амбасада организиравме неколку обуки за туристички водичи, конкретно Охрид, југозападниот регион, Пелагонискиот регион, Скопскиот регион, Струмичкиот регион, Источна Македонија и така натака. Се здобивме со некои средства и инвестиравме во знаењето на нашите колеги кои што беа нови водичи, а некои има желба да станат водичи. Верувајте, па зошто и некој ако го бива, може и преку туристичка агенција, ако навистина му треба на тоа, на таа фирма, на тој туроператорот би инвестирал во него и би ги покрил тие трошоци, но што е тоа е, цената е горе-долу непроменета. Колку е сега за полагање за да се добие? Претходно беше 16.500, 15.000 се плаќа за тој курс, а 1500 денари беше книгата со тие 7 испити, а сега е 15.000 денари. И плюс некои трошоци за организирање, спроведување на практичниот испит, кои што не би биле повеќе од 3000 денари. Добро, сумата е... Значи имаме сега по-комплексна материја, се вметнува Европа, светска историја, влегуваат повеќе професори во игра, а цената е непроменета, значи дури се намалила цената.
Предпоставам сега интенција е да се оди на квалитет, значи Да. ако е Но цената е сега пониска, ќе имаме еден филтер. Ќе имате имаме еден повеќе филтер. критериуми, да, кои што треба да се исполнат за да се добие таа лиценца. Колку години се занимавате со 10 години 10 години работам како туристички водич. водите групи? Да. И какви се искуства имате? Видите, јас бев избран у факултетот за туризам и гостителство, каде што го завршив моето образование, каде што сум и ангажиран како соработник. Паметам бев втора година на почетокот и ме избра како студент со добар слух за јазици и ме избра да учествувам во еден проект враќање на на холандските туристи во град Охрид. 2005 година почна, односно сето тоа почна 2004, па првата група која што пристигна беше од Холандија со чартер лет 2005 година мај месец. Ни платија курс холандски јазик, полагавме на факултетот, значи агенцијата која што не ангажираше ги покри сите трошоци. Откако го поминавме курсот, одевме од место на место и луѓе експерти од одредени области ни презентира за планината Галичица, националниот парк, за Охридското езеро и за сите други места. Значи сите места ги поминавме повеќе пати. Сега од друга страна пак има луѓе кои што пристапуваат кон оваа професија несериозно. Тој ако вчера завршил, ако се здобил со таа дозвола да води, има легитимација, не значи дека е вистински водич. И првата ваша група беа холанѓани? Да. И ја водевте на холандски јазик? Не на холандски, на англиски јазик ја водев, но од 2006 година веќе средината на летото беше мојата прва група на холандски. И како се снајдовте? Многу добро, се работеше за 3 постари особи, жени од скоро 80 години, кои што воопшто не разбира, слабо разбира англиски, па морав тогаш да влезам... Да се потрудите да зборувате на холандски. Да го направам тоа огнено крштевање. Кои локалитети вака се најпосетени од туристите и која е таа патека по која што ги носите и што им покажувате всушност? Добре, кога станува збор за градот Охрид, имаме неколку комбинации, зависи, значи дали е подолга, пократка турата. Протежираме и инсистираме да биде полудневна тура, бидејќи треба да оставите малку време самите туристи да истражат, самите да откријат некои работи, но сепак на основа мора да им ја пренесете и да им презентирате на најпрофесионален начин. Сега кога станува збор за турите и оние патеки, рути, сето тоа зависи од местото од каде што доаѓаат. Холанѓаните ги запознаваме општо со нашата историја, култура, природата, ти уживаат да бидат во природа. Во Холандија нема планини, па сето ова им е така ново, пикторескно. Исто така јапонците уживаат многу во природа. Да им зборувате за природата, може да ве слушаат цел ден и цела ноќ, а кога им презентирате некои историски факти, кога сакате да им доловите некои делови од религијата, филозофијата, воопшто не се заинтересира. Најкратки информации. Значи веќе имате чувство на кои гости што треба да им понудите. Да. Американците влегуваат во детали, се интересираат за некои сегменти од историјата, најмногу ги интересира поранешниот систем. Значи, буквално како агенти на ЦИА знаат некогаш да ви испитуваат, поново и поново да ви ги поставува некои прашања и ве чекаат да се сопнете. Значи, речито, вие сте на некој испит. Да. Се некој нешто ве испрашува, да. Вие треба секогаш да бидете под топ форма и да бидете подготвени со информации. Не само ние што мора да сме подготвени, туку тие доаѓаат подготвени
прочитале многу, се консултирале со литература, со интернет и така натака, ги знаат горе-долу фактите, односите, мора да сме секојаш спремни на штрек. Што најмногу им пречи во нашиот град? Во нашиот град Сигурно им пречи што додека немаме- се движите, немаме коментираат и за јавен се она што тоалет. им е. Сега тоа сакав да ве прашам, на тоа ве наведов, ете самиот го кажавте. Значи, како тоа едни локалитети како што е Плаошник или не знам, Света Богородица Перилепта и други места кои што навистина Света Софија никако не смеат да се одминат кога имаме туристи во градов, а немаме некои основни работи Немаме, кои што се потребни. За жал, инфраструктурно сме на незавидно ниво, но сепак успеаваме да се снајдеме и да го решиме тој проблем, но ние си знаеме како. Постојано влегуваме во конфликт со ресторатерите, кога ги внесуваме гостите да го посета санитарниот чвор и така натака. Или кога ќе Ставени чупите сме на во вкрсте нога. на некоја куќа Да. да побарате чаша вода, затоа што кога е навистина жешко и кога се оди од долу некаде кај вториот чинар, ние што викаме Охријани па до Плаошник, навистина без вода, Да. речи си е невозможно. Ако не си понесле со себе шише со Треба, вода, да, треба тогаш градот Охрид, локалната самоуправа се погрижи барем на 3 локации да ги покрие тие потреби и да се изградат овие санитарни. еве вие како здружение и вие од еве ваше едно лично искуство, дали некаде сте кажале, сте предочиле со кои се проблеми се соочувате не само како здружение, туку на терен? Реално, што е она што им пречи на туристите за да се направи, да се подобри, за да немаме негативни критики, туку позитивни? Например, за време на летниот период се обраќаат во стариот дел на градот. Просто се чудат како некој дозволил да поменуваат автомобили низ Охридската калдарма. И замислите, водите група од 30 души и наеднаш некој ви дава звучен сигнал да се потрнете. Сето тоа пречи, ве деранжира во вашата работа, кога треба повторно да ги повторуваат истите работи и некој ви го одзема вниманието или вниманието на вашите гости. Исто така во последните 2-3 години работите кои што се извршуваат на Плаошник. Пресечена е таа патека која што водеше од Горна порта према Свети Јован Канео, црквата. Сега мораме да кружиме околу локалитетот Плаошник за да стигнеме таму. А тоа е уште половина час изгубено време, кое што може да се потроши во нешто друго. Може да одат да прошетаат, да потрошат некој денар повеќе во градот, а не само да ги мачиме нагоре надолу низ нашето кале. Кои туристи најмногу доаѓаат во Охрид? Според статистичките податоци, најбројни посетители се од нашите соседни земји. Србија, сега во последните 4-5 години, црногорците ни се многу, дури станаа и традиционални посетители на Охрид. За време на новогодишните празници, за 8 март, 1 мај, кога се слободни доаѓаат. Имате некоја тура сега за 8 март? Да, имаме. Црногорци. Што доаѓа црногорци? Црногорци. Да? Црногорци, Срби. Во последните 3 години најбројни од поблиски од Балканот беа турците. И турците се најбројни посетители со некоја бројка од преку 80.000 гости. Но туристи кои што најмногу останали и оствариле најголем број ноќевања се холанѓаните, заедно со белгијанците, кои што во просек ноќевале околу 6,7 дена, односно оствариле 6,7 ноќевања
во нашата држава, веќе сето тоа се должи на чартер летовите и некои кружни тури кои што се организираат во рамките на нашата држава. Со кои гости вие најмногу сакате да работите? Кои ви се најомилени? И зошто? Најомилени ми се холанѓаните, потоа американци, и од време на време сакам да се одморам со јапонци. Да се одморите. Да, и со посетители од далекоисточните земји. Како се одмарате со јапонците? Па така, едноставно им презентирате она што треба да се презентира во кратки црти. Значи, и немаат повеќе време за сакаат, губење. повеќе сакаат време да бидат во природа. Се замислите, сте имале некои американци кои што буквално ви исцрпиле, ве потекле од прашања и наредниот ден си се одмарате со гости од Хонг Конг или од Јапонија. Јапонците се најмирни, најдисциплинирани. Кој локалитет ви е најомилен вака кога ќе водите тури? Че каде најмногу сакате и да одите и да се задржите и да зборувате за истиот? Целиот град Охрид и византиското културно наследство, конкретно црквата Богородица Перивлепта, која што представува бисер и една кулминација. Но немате ли впечаток дека се помалку во последно време се посетуваше од некако како да се заобиколуваше од туристичките водичи, како да не ги носе многу групите таму? И зошто тоа е така? Еден дел, значи, таа причина е поради самите водичи, нашите колеги, кои што сакаат за пократко време да заработат пари и при тоа ги одбегнуваат или само паушално ги посетуваат однадвор и презентираат, ево, ова е таа и таа црква, за да може да стигна навреме кај продавачите на сувенири, накит, бисери и да добијат некоја провизија. Имате ли тука поврзаност со продавачите на сувенири, затоа што имам слушнато коментари дека некои водичи, некои продавачи ги заобиколуваат, а некои други пак и групата ќе однеса токму кај некој од тие продавачи. Конкретно, јас и неколку мои колеги сме во постојан конфликт со нив, со сите заедно. Бидејќи ги избегнуваме, сакаме да си ја завршиме работата. Достојно, професионално, ако остане време и ако гостинот праша и побара ние да го придружиме кога сака да направи некој шопинг, со драго срце. И секако провизијата е добре дојдена, ако се оствари некој пазар. Но да ја запоставите вашата професија и од друга страна да сакате да заработите нешто екстра, прво се лажите самите себе си, второ го губите дигнитетот, достоинството и довербата према тој кој што ве ангажирал, туристичката агенција. Трето, и во туристите сето тоа го чувствуваат и знаат кога се манипулирани. Кај нас има еден добар дел водичи кои што сакаат прво да се завршат работата, а потоа да ги обавуваат тие вонредни активности, да речем. Може ли да се живее од водењето на тури низ градов? Исплатливо ли е? Исплатливо е. За кого како? Видите, да стигнете до тој степен да ве ангажира некој, да се здобијате со доверба од некои туристички агенции, туроператори и така натака, прво треба да инвестирате во самите себе и сето тоа не може да се постигне за година, 2, 3, потребен е долг период. Пред се да бидете честни. Секојаш приказните ги започувате исто или сте инспирирани од групата или од моментот или од денот или, например,
се наоѓате на некој локалитет и ја почнувате приказната исто, секогаш. Не. Сето тоа зависи, пред се зависи од вас, зависи од мене и зависи од посетителите, гостите Велите кои ли што ги некогаш, ова не беше мој ден? Има такви денови, но мора човек да се потруди да не почувствуваат да гостите. не почувствува, да не видат дека сте нервозен или дека не знам ве чека нешто сте се соочиле со некоја трагедија и така натака, мора пред се да бидете насмевнати, да комуницирате со сите, да не сте монотони, значи оној фреквенцијата на зборување, значи морате од време на време да иштрекнете. Бидејќи колку и да сте добар, ако зборувате така во една линија, ќе почнат да им е здодевно. Да им е здодевно, да зеваат, па некој ќе се исклучи од групата. Интересна професија, а и воедно и доста тешка и рековте бара континуитет, бара надоградување, останувате ли понатаму? Да, на секако. овие патеки? Секако. Сепак сум инвестирал еден добар дел од мојот живот, не цели 10 години. Во првите 5 години се барав себе си, а сега веќе гледам дека сето тоа носи плодови. Да. Значи се она што се сака и што се прави со љубов, не е тешко и носи плодови. Носи плодови. Так. Благодарам за ова ваше вечерашно учество во Лупа и се надевам дека отворивме некои прашања, дека веќе ќе се регулираат некои работи кои што недостасува токму во овој дел. И дека туристичките водичи ќе си го добијат на место кое што го заслужува, затоа што се на некој начин и сликата на првата слика на градот пред гостите. Слика и одлика на градот, тие се би искористил едно клише, домашни амбасадори на својата земја. Расчистивме некои нејасноти во поглед на тоа. Значи, во последните неколку дена телефоните звонат и сите се сакаат да се информираат околу тоа. Добро, сега каква ќе биде таа нова лиценца, престижна легитимација, сега ќе можеме да водиме надвор. Нема да можеме да водиме надвор. Ќе можеме да придружуваме доколку сме го положиле тој испит за придружник и нека не се плашат колегите, никој нема да може да води во нашата држава, да ја кажува нашата историја. И само да ја кажува онака како што на вистина е. Благодарам би апелирал за тоа. Благодарам. И јас ви благодарам.